Врнежите од дожд што ја зафатија земја во претходните денови позитивно ќе влијаат врз земјоделските култури, особено на есенската пченица, која беше и најзагрозена поради недостиг на влага во површинскиот почвен слој. Според агрометеоролозите, временската промена му годи и на есенскиот јачмен кој е во понапредна фаза, а има и почеток на восочна зрелост. Бијќи тие се во фаза на формирањето на клас. Ова ќе допринесе понатаму да се добијат многу поквалитетни и поголеми приноси, оно што ќе дојде до зголемувањето на квалитетот и квантитетот кај житните култури. Но не само кај житните култури, овие врнежи на дожд се добродојдени и кај сите други култури кои што се одгледуваат на отворено. Почнувајќи на пиперката, кој што е исто така се одгледува на отворено од типот на куртова капија или фифирони, исто така на тутунот и да не ги набројуваме другите култури. Во оваа прилика ќе нагласам дека кај сите култури, почнувајќи и кај виновата лоза, и кај овоштарството, па и во полјоделството и градинарството, мора да се обрне внимание и на хемиската заштита на самите растенија. Умерените температури од 17 до 26 степени се оптимални за сите видови култури, како за посевите, така и за овошките и за виновата лоза, каде недостатокот на влага не се чувствува во овој момент. Ова е период на завршено оплодување кај пченицата и почеток на наливање на зрното, клучна фаза за добар принос. Ова е период на интензивно расадување на тутунот и на градинарските култури на отворено, а ваквите временски услови се добредојдени скоро за целокупното земјоделско производство, поради фактот дека недостасуваше влага во почвата, а за тоа се потребни врнежи, се наведува во агрометеото на УХМР.